31-годишниот бразилски фудбалер Рикардо Кака беше на излезни врати на Реал од Мадрид. Тренерот Жозе Мориньо многу често беше човекот кој го отпишуваше бразилецот, но Кака и идната сезона би требало да го носи белиот дрес на Реал Мадрид, бидејќи таков договор е постигнат помеѓу некогаш најдобриот светски фудбалер и новиот тренер во клубот Карло Анчелоти. Желба ми е да останам во Реал и понатаму имам валиден договор. Разговорав околу тоа со Анчелоти, имавме баш позитивен и убав разговор. Мислам дека останувам, изјави Кака. Бразилецот во Реал дојде од Милан уште пред 4 години, но никогаш на вистински начин не се навикна на животот и на играњето во Мадрид. Договорот со клубот му трае до 2015 година, а неговиот поранешен тренер од времето во Милан и сега во Реал Мадрид, Анчелоти ќе му даде поголема минутажа следната сезона. На тенискиот Гренслем Вимблдон вчера се комплетираа полуфиналните двојки кај дамите. Сабина Лисицки ќе игра против Агнешка Радванска во полуфиналето, а Бартоли ќе игра против Флипкенс по пресметките помеѓу најдобрите 8 на турнирот. Лисицки, која по втор пат во кариерата влезе меѓу најдобрите 4 на Вимблдон, беше подобра од Канепи во 2 сета, во кои и препушти по 3 гейма. Радванска пак имаше многу потешка задача во четвртфиналето против Нали од Кина и ја победи со 2-1 во сетови 7-6, 4-6 и 6-2. Радванска минатата година играше во финалето каде загуби од Серена Вилијамс. Изненадување приреди 20-та носителка белгиката Флипкенс, која направи пресврт против шампионката од 2011 Петра Квитова. Квитова победа со 6-4, но следните 2 сета Флипкенс ги доби со 6-3 и 6-4. Флипкенс во своето прво Гренслем полуфинале ќе игра против Марион Бартоли. Французинката во 2 сета со 6-4 7-5 ја победи американката Стивенс. Денеска во четвртфиналето кај тенисерките ќе играат Новак Џоковиќ, Томаш Бердих, Давид Ферер, Хуан Мартин Дел Потро, Лукаш Кубот, Јерџи Јановец и Фернандо Вердаско и Енди Мареј. Австралискиот тим Орика Грин, предводен од победникот на третата етапа на Тур де Франс Симон Геранс, уште еднаш се искачи на подиумот добивајќи го тимскиот хронометар на четвртата етапа која се водеше вчера низ улиците на Ница, чија должина изнесуваше 25 километри. Геранс заедно со своите тимски колеги стигна до целта со време од 25 минути и 56 секунди, при што второпласираната екипа на Омега Фарм заоцни 1 секунда, додека британската екипа на Sky ја заврши етапата заостанувајќи 3 секунди од најдоброто време кое го постави австралискиот тим. Досегашниот лидер во генералниот пласман на Тур де Франс Јан Бакелан со својот тим Радио Шек задосни 29 секунди, пошто жолтата мајчка му ја препушти на победникот на третата етапа австралиезот Симон Геранс, кој моментално заедно со своите тимски колеги Дарел Импеј и Михел Албасини го дели првото место во генералниот пласман на трката низ Франција. Денешната пета етапа, која е втора најдолга на годинешниот Тур де Франс, ќе се вози од Канјо-сур-Мер до Марсеј, каде велосипедистите ќе треба да извозат дури 228,5 километри. По едногодишна пауза од кошарката, српскиот тренер Желјко Обрадовиќ се враќа како тренер на Боме Келеб во турскиот тим Фенербахче. Тој веќе денеска ќе подпише 2-годишен договор за соработка вредна 3 милиони евра. Фенербахче покрај големите вложувања во тимот не успеа да направи позначени резултати во последните неколку години. Искусниот стратег по 13 години поминати во Атина, во изминатото лето ја напушти клупата на Панатинаикос. Во тренерската кариера освои 8 титули во Евролигата, 11 титули во Грција, 7 грчки купа, 2 купа Порта, еден италијански суперкуп и двојна круна во српското првенство.